Одлично, навистина импресивно би рекол. Што мислите за уште едно така горливо прашање за нас македонците, нели душата не боли кога ќе се спомне проблемот со Грција? Видете вака. Неизбежно. Не знам зашто сите мислат дека е тоа многу осетливо прашање. Мислам дека се направи една голема фама. Ние и господата наши соседи јужни. Јужни се така? Овај јужни се уште се. Иако викаат нашите браќа Срби што јужни е то тужни е, јас не се слагам со тоа. Јас можеби нема да се појавам во Грчка на преговори, но ќе го пратам мојот пратеник, односно нели гласот, мојот глас Зоран Василевски, мислам дека он ќе реши целата работа. Мислите ли дека Зоран би се снашол во Грција? Секако, Зоран, јас сум сведок дека владее 7 јазика. 7 јазика. И мислам не треба да го потенцираме тоа прашање дека е толку симптоматично и не знам. Све ќе биде во ред. Све ќе биде во ред. Одлично. Јас ви верувам, не знам зошто, но имате ако дојдам на чело на оваа држава. Таква аура имате некако што навистина човек просто ви верува од поглед. Затоа и аурата ме отцртува тука, иако не ја носам. Да. Како ќе прокоментирате во врска со ергенскиот закон, така наречен, бидејќи проструи информација што вели дека ќе го укинете тој ергенски закон кој вели дека нели како всушност видете вака. Што кажува тој закон? Еве, нека не ме сватат погрешно гледачите. Кажете ми вие, господине Жарко, може има некој проблем со својот физикус? Така. Ако е еве ќе се изразам што не доликува на мојот вокабулар, многу грд. Ружен. Како он може да најде девојка или одбратно? Така. Освен ако не купи некоја од Албанија, Романија, да, и тоа е сега модерно. Нели, или Украина. Тие. Одлични. Така. И јас како станам председател, добро, тој што ќе се омажи или ожени до 28-та година. Бидејќи некој може и да се омажи. Може да се омажи со омажи или ожени со ожени. Значи и тоа го поддржам. Подоцна може и за тоа да проговориме. Одлично. Јас гарантирам во првата година дека ќе им биде платен стан под кирија доколку го немаат решено стамбеното прашање и 500 евра во денарска противредност за помош. Бидејќи ако купат, потоа ќе има спор, судови, разведувања, делење, државно станче. Одлично. Една година, ако се скараат, станото станува на државата, а они си идат по свој пат. Маестрално, побогу. Алелуја, би рекол. За Обама. Ова е исто така навистина важно прашање. Вие општо познато е дека се знаете, да не речам сте блиски со Барак Обама. Колку мислите дека тоа ќе ви помогне во изборот? Дали сметате дека тој надворешен фактор може да влие некако на позитивна страна секако во врска со вашата кандидатура? Видете вака, ако господинот Џорџ Буш беше многу пријателски настроен кон оваа гарнитура наша и ако доста ни помагаше, господинот Обама, со кој јас се знам уште од пред 10 години кога бев на моето школување во Соединетите Американски држави, верувам и сум убеден дека ќе ни даде дупло толку колку што ни овозможил господинот Џорџ Буш Џуниор. Навистина ли вие сте ги креирале, односно сте го дале идејното дизајнерско решение за оние мајци I am the change? I am the change. Obamas in your mamas. Навистина ли вие сте идејниот творец на тоа? Па нормално. Он само ми се јави и ме праша, пред се мислеше дали да се кандидира, ја бев толку убеден и дури сите мои контакти и конекции што ги имам со наши иселеници во Америка кои имаат добиено државјанство, гласаа за него. Он доби скоро 2% од неговите гласови поради изворено, плените наистина. Дали е вистина дека во вашето, бидејќи Шуршоц како корпорација исто така е собственик и на ланец кафулиња кои што
90% се наоѓаат во странство, ако не се лажим има 10 кафулиња во странство наречени ДБАС, а еден има во Македонија автобус нели на нашки. Овој дали е вистина дека таму може да се нарача коктелот председник? Да, председник малце ми беше незгодно да го ставам председател. Така. Што има во тој коктел? Па во тој коктел вака, јас не би смел да кажам, ќе оставам сите што сакаат да го пробаат тој коктел да дојдат да повелат во нашиот автобус, да се повозат безбедно иако пијат алкохол. И жаре, тука ќе мора уште една минута ти земам. Не кажавме дека јас исто ќе се борам да се продава алкохол по 19 часот. Но на лица, да не ме сватите погрешно, на лица нели не помали од 18 години. Тој закон така треба да биде. И нормално ќе се залагам доста за нокниот живот да се продолжи работното време. Одлично господине Блажев. За крај на оваа емисија, односно самото финале нели веќе е во тек, Есад Рахиќ и неговата експертска анализа на прашањето председателски избори 2009 во Република Македонија, па повелете, погледнете. Па прво да кажам, за мене е едно пријатно изненадување да еден таков профил на урбан интелектуалец како што е господинот Панчо влезе во таква една трка председателска и лично сметам да има реална шанса да се бори, дека не му се ни до колен. Толку е Панчо голем, значи до колена не му се луѓево, со 16 исклучоци, има неколку кандидати таму, повеќе кандидати, од кои еден двајца стварно имаат капацитет. Интелектуално голем. Во сите сегменти, да. Он е голем како човек. Добро, пораст може не е баш нај, тука не е крив мајка природа, меѓутоа го надокнадува тоа со својата ширина, со својата интелектуална бриткост, со својот стил, со своите визии и слично. На оваа млада генерација на што доаѓа преку глава им од овие стари изветвени политичари, бара нешто свежо, нешто ново. Овие против кандидати негови, мислите ли дека ќе се обидат да му постават некоја сопка, дека ќе играат прљаво, дека сопка не може да му постават, па што Панчо е многу брз. Мислам, не може да го фатат. Опак кандидат, опак. Има веќе најави дека може да коалицира со албанскиот блок. Внесува ли тоа стравка и вашиот табор? Па добро, мислам дека тука ќе го поделиме бројот на гласачите, а Панчо има визија. Панчо е една месија промотер на еден сегмент во живењето на сите граѓани, па во тој дел нели со музиката и слично, мислам дека тој шири љубов, дава позитивна порака и мислам дека на луѓето во Македонија тој им треба, нели на All You Need Is Love од Битлси на време. Мислам дека Панчо е вториот Ринго Стар, дај да не биде сега така. Да го кажеме. Да, ако речеме Ленон, па и не е убаво. Да. Промискуитетен 4-5 пати се жени, така Ринго Стар беше така. Ги наоѓа малце така, не, да, како и да е. Што сакам да ја прашам друго? Панчо најавува и некои различни работи, например, не најавува, не знам, огромно намалување на невработеност, а најавува музички звезди. Веќе кажа дека зборувал со председателот Обама, наводно половина од оние кои што настапува кај него на инаугурација да дојдат во Македонија во наредните 4-5 години. Мислите ли дека е изводливо или дека и тој е дел од оние кои што даваат некакви лажни ветувања пред избори? Добро, изводливо е затоа што Панчо е близок со нив, со делот е од хип-хоп, од рап музиката и тоа. Лично сметам дека Панчо може да придонесе до намалување на невработеноста, затоа што гледате, кај нас се живо се кандидира, Панчо е во музичкиот свет, а ние македонците сме нели талентирани за